пред да се вклучиме во Битола, пред да го добиеме на линк колегата Стефче Митревски, морам да кажам една забелешка за која што верувам дека сите ние заедно ќе се согласиме. Станува збор за тоа колку во Македонија располагаме со деца кои што се исклучително надарени, деца кои што постигнуваат исклучителен успех во училиште, а потоа и на факултет, и колку, за жал, не знаеме ваквите деца, ученици, студенти, млади луѓе да ги задржиме во државата. Неодамна во Битола студентот Кристијан Велјановски се врати со освоена прва награда за најдобар студент, за најдобар научен труд на меѓународната студентска конференција во организација на Агрономскиот факултет во Чачак при Универзитетот во Крагуевац, Република Србија. Токму со Кристијан Велјановски треба да разговара колегата Стефче Митревски. Стефче, добар ден до тебе и да слушнеме што имаат да ни кажат исклучително талентираните млади битолски умови. Добро вечер, Снеже. Јас само би додал колку убаво чувството кога наместо за пророците кај младите разговараме за нашите напредни млади умови, за студентите кои веќе создаваат научни трудови. Како што кажа, неодамна на УКЛО беа избрани 4 најталентирани студенти за оваа генерација. Еден од нив е Кристијан Велјановски, студент од 4-та година на отсекот за квалитет за храна. Кристијан, зашто бевте избран за еден од најталентираните студенти? Добар ден, сакам да ви се заблагодарам на поканата. На нашиот универзитет имавме работилница каде што сите студенти со просек на 9 имавме тестови за интелигенција. Од таму беа 4 талентирани и надарени студенти прогласени. Јас би рекол дека би бил прогласен за талентиран студент, односно талент на УКЛО, поради мојата работа за студентскиот труд кој се одржа во Чачак во Србија. Добив прво место од 32 научни трудови, од кои имаше држави секако од Балканот, но исто така од Кина, Русија и Индија. Вие сте студент со просек 9, ќе останеме малку на гостувањето во Чачак, да ни објасниш подетално зашто се однесува тој научен труд. Научниот труд се однесува за паразитолошката состојба во риби, конкретно паразитолошката состојба во Охридскиот грунец. Рибен материјал беше земен од Охридското езеро, каде што беше преносен во хидробиолошкиот завод во Охрид. Потоа, рибниот материјал го прегледувавме, му правевме дисекција, каде што ги отстранувавме очите, перките, цревата и жабрите. Паразити беа пронајдени во очите, перките, жабрите, од цревата и исто така во кожата не беа пронајдени паразити. И како поука, што е оно што можете да му препорачате на охридските рибари при пошироката јавност за овој вид на риби? Можам да препорачам да не се плашат, бидејќи често добивам прашањето дали се безбедни за јадење. Да, тие се безбедни, нема од што да се стравува, бидејќи со термичка преработка тие се уништуваат и исто така конкретно тие органи кои што ги набројавме, очите, цревата, перките, не ги конзумираме, така да нема тука место за паника. Сепак паразитолошката состојба исто така се зголемува со загаденоста. Значи колку имаме поголема загаденост, толку паразитолошката состојба се зголемува и затоа навистина препорачуваме да се чува Охридското езеро, бидејќи ни е потребна добра рибна популација да се размножува и добро си живее. Кој беше поводот, ево пред негде 3 години, да посегнете да се запишите на биотехничките науки и одсекот квалитет и здрава храна, при тоа да одлучите да студирате на овој факултет? Слушав многу убави работи за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и исто така за Факултетот за биотехнички науки од Битола, но нешто што навистина мене ме мотивира да одам на овој факултет беше ковид пандемијата. Тогаш навистина видов како се сменуваат работите, навистина страшен период, можам да кажам барем за во Битола, за во тој период навистина не можеше дури леб да се купи, а и лебот стануваше, се расипуваше за половина ден. И знам многу луѓе ода и до други градови, и навистина тоа ме инспирира да можам да студирам, да учам што е тоа и како се прави, како се чува здрава и квалитетна храна.
Така, ајде да му објасниме на оние што не ги зна толку биотехничките науки, што претежно овде е повеќе теоријата или праксата? Па и двете одат, потребна е теорија, но навистина имаме добра и квалитетна пракса. Како што кажав, имаме пракса за прегледување на рибен материјал, каде што правиме дисекција, прегледуваме дали има некакви болести или паразитолошки заболувања. Освен тоа, секако доста имаме работа со млекото, да провериме масти, титрациона, киселост, pH вредност и уште многу други, и би рекол една од најинтересните пракси на студентите е тоа кога имаме пракса за да правиме нешто, имаме направено кисело млеко, овошни огурчиња и сирење, и од сите тоа па студентите сето го искористија, ништо не остана. Што значи голем дел од наставниот процес поминувате во лабораторијата? Да, точно така, имаме навистина добра пракса и навистина добро е да може тоа што го изучуваме и да го работиме во пракса и да видиме како оди, а не само во клупи да седиме и само да учиме, па после кога излеземе и да заборавиме што или воопшто не знаеме како изгледа таа процедура. Така, идната година треба да дипломирате, со овој просек не се сомневам дека ќе го направите тоа, но каде Христијан Велјановски се гледа на пазарот на трудот овде во Македонија? Па, пазарот на трудот со мојот факултет, како што ја гледам ситуацијата, доста добро, брзо и лесно се наоѓа работа и тоа навистина ми е мило, но јас искрено би сакал да останам во Македонија, си ја сакам својата држава и мислам дека сите заедно треба да одиме напред и да градиме, но исто така не можем да кажем дека ако ми се овозможи некоја добра ситуација за во странство, дека не би ја прифатил, но сепак сакам да се останам во својата држава и сакам да одиме напред како општество. Како гледате на своите колеги и другарчиња кои се почесто ни заминуваат, имаме одлив на многу млади умови кои создаваат научни трудови? Па, доста е жалосно и разбирам, има многу причини за кои што заминуваат. Еден би рекол, сепак се финансиските средства, во другите држави финансиските средства се поголеми, но навистина мислам дека тука имаме поголеми можности, бидејќи и пречките кои ги имаме таму, како јазик, култура, учење на нови места, тука ги немаме и е жалосно бидејќи овие работи кои ги имаме кај нас, кои веќе си ги знаеме, ги земаме здраво за готово и одиме се ствараме наново и тоа ни додава уште многу дополнителни пречки кои не би ги имале тука и можеме да одиме напред во својата кариера. Пред да се исклучиме, заборавив да ве прашам, колку македонците конзумираме здрава храна? Па, македонците конзумираме здрава храна, мислам кога и да одиме по супермаркетите, едноставно си купуваме, не размислуваме дали е ова безбедна или не. Таа е безбедна бидејќи има технолог кој се грижи за неа. Треба да се грижи и затоа треба да бидеме здрави и да одиме напред. Христијан, ти благодарам што беше гостин во емисијата Програма на градови. Ти посакувам што поскоро да дипломираш. Снежова беше разговорот со овој млад, талентиран, надлежен студент, кој се надевам дека од идната година ќе игра значајна улога кога е во прашање безбедноста и квалитетот на храната. Стефче, ти благодарам за јавувањето, поздрав до тебе и до Кристијан, да се надеваме дека некој од институциите во Македонија ќе му понуди по неговото дипломирање на Кристијан соодветно работно место и ќе знае соодветно да го искористи неговиот талент и знаење. Зошто, знаете како, во времето на пандемијата сите некако гледаат да си го поминат времето кое што го имавме и премногу како слободно време, да го поминат пред телевизор, да гледаат филмови, да играат игрици. Кристијан размислувал како храната што ја има да подолго време да биде свежа и здрава. Ете, со такви умови и со такви деца, веројатно еден ден ќе одиме напред, доколку останат овде во државата.